Министерството за внатрешни работи постапи исклучиво согласно закон. Како и за секој човек, без наредба на судот, Министерството не може да пристапи во делот на следење, негово наблюдување или слично. Затоа што логично беше, по сите аспекти на оно што беше видливо за јавноста, дека се чека упатниот акт да биде прифатен и да оди на отслужување на казната затвор. Без наредба Министерството за внатрешни работи не може ниту вас, ниту мене, ниту на било кој граѓанин да му пристапи. Секако во тој аспект неколку дена предходно Груевски беше на иста комисија на кој што бев јас, Уставната комисија, во парламентот, редовно на седниците во собранието. Но го кажувам не заради тоа што не требало ние да бидеме некако поподготвени и повнимателни, туку заради тоа што тоа испраќа сериозна порака и официјална, дека не треба да правиме ништо повеќе од тоа што законот го пропишува. И од таков аспект морам да кажам дека строго е постапено по закон, на еден внимателен и демократски начин, секако проверката на возилата кои што излегуваат од штабот на ВМРО ДПМН, од страна на полиција, е согласно наредбата која што е добиена од полицијата за внатрешна потерница да се бара лице, во конкретниот случај Никола Груевски, за да биде испорачено служување на казната затвор. Немаше налог за влез во политичка партија, ни па некој имаше намера да направи таков влез во политичка партија и исклучително се постапувало согласно наредбите. Ние сме земја која што има намера да биде членка на Европската унија и без разлика какви се чувствата или слично, тоа не ни дава за право да ги кршиме законите, посебно не од страна на институциите, заради тоа што исклучиво постапувањето согласно закон е нешто кое што се очекува и од институциите и од сите граѓани во Република Македонија. И од тој аспект знаете дека веќе постапивме согласно она што е обврска по законот, распишавме меѓународна потерница, бараме да се екстрадира господинот Груевски назад во државата, секако се очекува за една земја како што е Унгарија да биде пример која што нема да штити криминалци кои направиле штета врз граѓаните на Република Македонија. Ќе побараме екстрадиција, тоа јавно го кажуваме во сите постапки, затоа што каква е мотивацијата за нас, земите кандидати за членство во Европската унија, кога една земја членка на Европската унија биде за солништо на криминалци и не ја почитува на вистина меѓународната пракса и меѓународното владење на правото, секако остро и категорично. Сакам да искористам приликата остро и категорично да ги отфрлам сите шпекулации за каков било политички договор со Никола Груевски. Вчера, 10 минути пред да биде објавена веста дека Груевски е во Будимпешта, јас дадов изјава, околно не знаеки. И кажав, имаше многу скептици дека нема да бидат политичари исправени пред суд. Тоа се случи. Имаше многу скептици дека нема да има судски пресуди. Тоа се случи. Дека нема да има второстепени пресуди. Дека жалби за служење на затвор ќе бидат политички договорено. Не. До сега се потврди владење на правото до максимум и независност на правосудните институции до максимум. Ни се еден комплетно транспарентен процес. И јас сум убеден дека времето ќе покаже, Груевски ќе се врати назад и ќе ја служи својата казна и секако ќе биде исправен пред суд да се брани, а системот да докаже дека е виновен и за други дела. Јана Телмо и последно прашање не Алсат. Никола Груевски ви избега. Дали ќе признаете дека има пропусти во целава постапка, кој ќе сноси одговорноста за тоа што одговорноста секогаш била во вашите говори број 1 и дали ова е планот така нареченото помирување? Ајде да гласаше барем во парламентот, па да дискутиравме за некој план, таен или слично. Апсолутно секој процес го водиме максимално транспарентно. И ова нема ништо тајно, заткулисно или слично. Пропусти нема направено нито една институција. Единствено, ако граничните премини го пропуштиле на официјалните гранични премини и граничната полиција направила одредени пропусти, веднаш дадовме налог да се истражи целата постапка. И сите резултати од истрагата јавно ќе ги објавиме. Секој пат сме работеле транспарентно и сме работеле одговорно. И до сега, во делот на транспарентноста на постапките, се откриени и одредени слабости за кои што зборуваше вашиот колега, например, предходно. Но секако делот на етичкиот однос, кои што беа повлечени заради тоа што тендерот во здравството не нудеше доволна транспарентност.
под крикот на јавноста рековме, ја прекинуваме постапката, ќе го подготвиме и транспарентно ќе го објавиме, за да има и компетативност во него, заради тоа што се јавила една фирма. Или во делот на етички оддел, не законски оддел, не етички оддел, кога конкурирала фирма, во која што сопстvenички удели има под председателот на владата, кога јавноста реагира, тој ги повлече своите апликации од своите фирми. Така да, секако имавме случаеви каде што не можеше се повлече грешката, па беа и разрешени луѓе во државата. Одговорни сме и транспарентноста во сите овие постапки ја прави оваа влада честна, ја прави оваа влада одговорна, ја прави оваа влада посветена и секако пример за начинот на владењето кој што многу европски земји го имаат денеска. А не са... Не знам како мислите дека тоа е приреден срам од страна на владата. Дали во општеството треба да биде за се виновна владата? Владата постапува согласно закон и своите постапки јавно и транспарентно ги образлага. Јас сум убеден дека процесите кои што ги водиме сепак ќе доведат до она што е очекување на граѓаните, а тоа е да се изврши затворската казна на секој осудено лице, вклучително и на Никола Груевски. До сега тоа лично сум го докажал од секој можен аспект на сите тврдења или било какви шпекулации што се јавува во јавност, дека постоело договор за било што. Во минатото бевме исправени пред многу случаеви, каде што се имаше резерва од страна на граѓаните и се потврди дека не постојат никакви тајни договори. Апсолутно, Министерството за внатрешни работи постапило, која добило наредбата, Министерството за внатрешни работи не смеело да постапи и да направи ништо повеќе пред да ја добие наредбата и едноставно ги следиме сите постапки и процедури.